Полека, но сигурно, верувањето дека Охрид поседува онолку цркви колку што има денови во годината и испаѓа од комбинација, најповеќе од причина што новите откритија укажуваат на многу поголем број. Таков е случајот со новооткриената црква посветена на 40-те свети маченици, која си најде виделина на денот уште во 2005 година, кога стручната екипа на Завод за заштита на споменици, односно Завод и музеј Охрид, ја откри во дворното место пред куќата на Шандановци во стариот дел од градот. Остатоците од богатата иконографија открија дека станува збор за изворено дело на иконописците од средниот век, со израз на представување на Светиот Господ во поодминати години, што фреската ја чини единствена на овие простори и пошироко. Екипата на Завод и музеј Охрид најнапред внимателно го анализира просторот од новооткриената црква, ги зачува артефактите кои се појавија низ фазата на обработка и настојуваат црковниот простор да ја задржи автентичноста од времето на 12-тиот, односно 13-тиот век. Денес црквата посветена на 40 маченици во Севастија повеќе не е ниту осамена, ниту е под ведро небо. Конзервативните потфати ја направија вечна, додека пак широкиот простор ќе им дозволи на младенците да поминат пријатни моменти пред олтарот на мачениците, кои всушност го символизираат денот на младолашкото заедништво младенци, кој секогаш е врзан за 22 цутар, односно март. Почнувајќи од историјатот на црквата, проектот за нејзино откривање, идејата за возобновување, археолошките ископини, разголитување на олтарниот простор заедно со пронедените артефакти, сумирани се во изложбениот дел кој е поставен во просторот на црквата. Посетителите ќе бидат во можност целосно да се запознаат со духовните и уметничките вредности на древниот град за период од средниот век наваму. Доколку посетата се случи во денот на светите маченици, верниците ќе присуствуваат на свечена богослужба, која секогаш е водена од свештено лице. Патот на откривањето на ова духовна вредност во Охрид е всушност тема на овој запис. Со ископување на црковните остатоци започнавме веднаш откога проектот беше усвоен и на сметка тоа допуштени средства за работа, ни изборуваше Гоце Ангеличин Жура, еден од предводниците на вредната истражувачка екипа. Нему, како кустосоветник, историчар на уметноста и добар познавател на средновековната уметност, му припадна чест да ја забележи, оцени и да ја вреднува зоографската технологија и мајсторството од пред безмалку 1 милениум, од кога всушност и датира црквата 40 маченици, инаку единствена на овие простори. Гоце Ангеличин Жура, како веќе печен истражувач на мајсторските вештини на македонските зоографи од средниот век наваму, дозволува научна и прецизна анализа на своите научни трудови, кои кога тогаш ќе предизвикаат дури и ревизија на средновековната уметност во Охрид. Најповеќе поради фактот што одредени случувања досега биле толкувани по теркот на увезените истражувачи, најчесто од соседните земји, каде фактите за обстојот на македонскиот самобит се случувало да бидат посочени према апетитите за присвојување на туѓа култура. Поседувањето на обемна културно-историска и духовна литература само се капка дополна за неговото познавање, со оглед на неуморната подвижност према неприступачните терени од пештарните цркви и храмови низ Македонија, но и пошироко. Неговото познавање на културното наследство во Охрид и Охридско круноисано е со 3 научни трудови, но уште и со многу дописи и излагања на земјата и светот. Јас пред се сакам да изразам едно огромно задоволство од соработката со мојот колега Гоце Ангеличин Жура. Тој е еден од ветераните во заштитата на културното наследство. Моето искуство со неговата соработка датира од поодавна во научно-истражувачките патувања кои ги имавме низ Албанија, Корча, Москополе, Шипицка. Ова изложба како еден плод од тоа искуство со неговата соработка. Исто така сакам на благодарност да изразам и до колегите архитекти од архитектонскиот оддел на Завод и музеј Охрид и колешката, секако да ја спомниме, Мирка Иловска, која учествуваше во делот на реализацијата на архитектурата на овој дел, на овој комплекс. Изложбава може да се каже дека еден тренд светски
на презентација, промоција на културното наследство во светот. Ево за прв пат и кај нас во Охрид. Значи концептот е да се представи комплетниот историјат на почетоците од самото откривање на црквата, истражувачките работи кои се водени во црквата, презентацијата на археолошките фрагменти кои се најдени и на крај завршува со промоција на книгата и секако на оваа изложба. Целиот проект се состоеше од повеќе аспекти, партерното уредување, секако оградувањето на просторот, обележувањето, таа сигнализација, како да се стигне до самиот објект и на крај на лице место објаснување од повеќе аспекти на самиот комплекс. Ова изложба има повеќе значајна улога. Покрај таа социјална компонента, значи овде се оформи еден убав простор за дружење на луѓето, се промовира и се презентира тоа културно наследство, има исто така едукативна улога, на пошироката јавност може да се запознаат конкретно и на лице место од сите аспекти на археологијата, која и истражувачките работи кои беа извршувани на ова место. Исто така, една од компонентите е и тоа што со овој комплекс туризмот доби уште едно културно добро со кое ќе се збогати туристичката понуда, значи има и еден економски аспект за развој на туризмот, што се во светов денеска актуелни таа одржлив развој, значи сите компоненти на тој одржлив развој се вклучени во овој проект. Треба тука да се нагласит дека тој развој подразбира да се задоволат потребите на денешните генерации, но без да се наруши потребата од задоволување на потребите на идните генерации. Значи, тоа се основните постулати на одржливиот развој. Охрид ни пружа можност да ја запознаеме, да го запознаеме своето минато, да ја почувствуваме нашата сегашност и да ја видиме иднината на идните генерации со презентација на културното наследство во градот. Значи, изложбата е составена од 9 паноа, така прикладно аранжирани на водоотпорни панели, почнувајќи од почетокот на историјатот на самиот култ на 40 маченици. Потоа овде се прикажани неколку стари фотографии од градот и конкретно од местото, како луѓето доаѓале на тоа место, палеле свеќи, значи таа традиција трае од поодамна. Почетоците на археолошките ископувања, подготовките, тука го гледаме археологот Владо Маленко со неговата екипа, првите скици и цртежи за евидентирање и документирање на тоа културно добро. Ево гледаме некои од гробовите кои се најдоа во текот на ископувањето. Тие се евидентирани, документирани, презентирани и на ево еден интересен начин и за пошироката јавност. Потоа одиме во овој дел презентација, конзервација и реставрација на делот на фреските кај олтарот. Познатиот конзерватор Драган е тука прикажан.
Потоа овде се делови од фрагментите и монетите најдени на локалитетот исто презентирани. Во овој дел се исто така презентирани и колегата упевче делот од мозаикот и камената пластика. Тука исто гледаме голем број на фрагменти од керамика и евиденцијалните листови како се работи. Значи тој дел едукативен е тука прикажен исто за да може да се види како тоа се работи на лице место. И на крајот книгата која беше излезена по повод значи црквата 40 маченици со список на проекти кои се изработени во текот на истражувачките работи на ова место. Морам да нагласам дека изложбата има и виртуален дел на македонски и на англиски. Значи и странски туристи може да ја посетат и да разберат што се случува во овој дел. За постоење на сакрален објект посветен на 40 севастијски маченици, за прв пат во историјата дознаваме од Козма Китиски. Имено тој бил настојник на Охридската архиепископија и турските власти му наложиле во 1694 година да направи попис на населението кој живее во Охрид, а исто така да направи и попис на црквите во тие. Истиот Козма Китиски нормално превзема таа задача и од него дознаваме дека жителите на град Охрид, тоест Варош, биле вклопени, би рекол, или живееле во 7 енори или мала и во секој од нив тој го набројува главата на фамилијата, на семејството по име, а исто така набројува и црквите по енории. Интересно е за нас, како историчар на уметноста, во третата енорија споменува црквата Свети 40 маченици. Но тоа е споменува, но не знаеме каде, дека еноријата е голема, има повеќе цркви. Потоа мора да нагласиме дека во семејството Шанданови, а вие знаете дека презимето Шандан доаѓа од зборот свечнак, значи место каде се палеле свеќите. Од колено на колено се пренесувало преданието дека во нивното дворно место, значи ова е нивната куќа, во нивното дворно место се наоѓа, црква посветена на 40 маченици и на денот кога биле тие се слават младенци на 22 март, доаѓале луѓе и од време на време палеле по некоја свеќа. И навистина кога што викаме ние, преданието наистина станува реалност или вистина. Во 1989 година, при ископување и градба на индивидуална стамбена зграда, се открија остатоци на вистина на овој сакрален објект посветен на 40 маченици. Тогаш под раководство на Нада Почуча Кузман се извршија пробни сондажни археолошки ископини и знаете поради правно-имотните правни односи, знаете како е кај нас, како решават, систематските археолошки истражувања се пролонгира, значи по 20 години. Имено во 2006 година кога се решија тие имотно-правни односи, се започна со систематски археолошки истражувања, раководени од именентниот археолог Владо Маленко. Навистина, од тие истражувања се открија две некрополи, и тоа едната од 5 век, другата од 13-14 век. Значи на ова место како што гледате, одоздола се наоѓа рано христијанска базилика, а во средновековието во 12 век изградена црква посветена на 40 маченици. Интересно е да се каже дека на просторот на локалитетот 40 маченици се пронајдени и 30 монети. Интересно, значи, од почетокот на христијанството до година, вие знаете, ќе правиме 1800 години од појавата од христијанството, со Миланскиот едикт во 313 година е признаено како официјална религија.
и стана државна религија во државата. Од 313 година, значи, оваа црква имала континуитет започнувајќи од 4 век, тоа го дознаваме преку монетите, што се откриени од 4 век све до 18 и 19 век. Значи, ова култно место континуирано, значи, така постоело и верници доаѓали да се поклонуваат скоро 1600-700 години. Интересно е, јас како историчар уметност, јас ги водев археолошките ова истражување, но во просторот на апсијата, каде се открија извонреден живопис. Имено, како што викаме, земјата крие, но секој пат и излегуваат вистините на виделина, со самите истражувања ние ги даднаме крајните граници на црковниот објект. Значи, куќата на Шанданови е поставена, од предната страна има, значи, и црква Свети Танасија, а на овој престор на вистина интересно е, ако знаете, во семејството Манчевци и кај Слатино се откриени се две базилики, значи ранохристијански базилики, кои потекнуваат од 4 и 5 век, значи на овој мал простор се откриени уште 11 средновековни цркви. Значи, навистина Охрид со право го добил епитетот Ерусалим, втори Ерусалим. Но кога ќе гледате на изложбата, кога ќе гледате таму постепено, мислам и е прикажано. Мора да нагласиме дека е од извонредно рачење посветеноста на црквата на 40 месеченици. Зошто? Затоа што тоа е ретко, мислам, цркви на балканскиот простор, најстара базилика е посветена нив во Албанија, а потоа имаме црква од 10 век во Банско, една во Велико Трново, значи од времето на Иван Асен 13 век, и ова. Култот на овие маченици, кои е дали својата маченичка смрт за Христовата вера, заедно, после накратко ти раскажем и таа легенда, мислам, нивното житие, пострадале маченичка во 320 година. Нивниот култ навистина одма се шири во 4 век, посебно на Балканот, и затоа ги имаме овие цркви посветени. Но би нагласиле дека уште Климент Охридски, може убаво да прочитаме еден пасус, Климент Охридски толку ги почитувал кога дошол како епископ Охридски, тој напишал похвална песна за 40 маченици. И навистина тој со овие зборови ги опишува 40 маченици. Тие се покажаа со чистота и љубов, надминувајќи се еден со друг. Едните со постојање и воздржување, други со побожност и гостопримство. Едни со поклонување и сиромаштво на срцето, а други со смиреност и со кроткост на срцето. Едни со бдење и нелицемерна љубов, а други со љубов кон бедните, сјаја како светилник со духовна светлина. Оти тие ја имаа силата на Светиот Дух, готови за секакво добро дело, кое ги заштитуваше со верата од секаква напаст. Значи, како што гледате, и епископот Велички или Охридски посветил похвална песна. Мора да нагласиме дека најстари сликани икони, имаме во големени икони од 11 век, каде се представени 40 севастијски маченици, но во единствена целосна представа нивното житие е представена во Охридската катедрала Света Софија, каде што е представен целосниот циклус. Сега накратко мислам ќе окажеме житието за овие 40 маченици. Тие биле војници во римската војска, како што напоменав, и во 320 година царот ги сака да ги предомисли да почнат да се поклонуваат на идолите, а не на Господ Бог, но тие не попуштали и што направиле тоа сето прикажано во во проскомидијата на Света Софија, Северниот зид, и таму во олтарниот простор на проскомидијата се насликани како тие маченици 40 се поставени на замрзнатото езеро во градот Севастија. За да биде психолошка поголема борбата, мислам, нивна, тоест мачеништвото, римјаните ги поставиле тука и на топла бања за некој од нив да се предомисли, значи да не замрзнува на замрзнатото езеро на мразот,
да влезе во бањата. Навистина тоа се случило, еден не можел, мислам, да издржи тој студ и еден, мислам, побегнал во бањата, но само што влегол се испарил, се истопил. Сега, за да биде 40 војникот, стражар римски, што ги чувал 40 маченици, влегуват и така добиле бројката од 40. Мора да нагласиме, тама е таа композиција представена на Исус Христос, како им дава од горниот дел, им пушта маченички круни, венци. Потоа продолжува композицијата која виделе дека не може ништо да му стора со замрзнатото езеро, тоест не замрзнале, тоа го продолжиле својот живот, му ги прекршуваат колената и ги товарат на кола запрежна и потоа ги палат. По палењето нивните мошти ги фрлаат во реката во градот Севастија. Така тие го даваат на Бога маченичкиот и светилски живот, земниот живот во 320 година. Но интересно е да кажеме третата вечер кога биле сврли нивните мошти во реката во Севастија, градот Севастија, од кај што и потекнувале, му се јавиле на епископот Севастијски Петар и му се јавиле на сон за да ги собере нивните мошти и да ги закопа, мислам, да ги погребе христијански. Навистина Петар вечерно време со своите помошници доаѓаат на реката и навистина тие ноќно време светеле му покажале каде се, во тој смисол, и Петар, епископот Севастијски, ги собира нивните мошти и ги погребува. Значи, тоа е житието и мора да нагласиме дека ова во Света Софија, вакво житие на 40 мученици, е најстарото воопшто во светската византијска уметност. Значи, катедралата Света Софија го има честни и привилегија дека култот на 40 маченици го имаме така како житие, како приказна раскажано. Значи, ние сме на мислење, чим и ова мала црквичка е посветена на 40 маченици, значи служила можеби како еден вид капела на Света Софија, тоа докажува и нивната близина. Мора да нагласиме сега, маце да позборуваме за фреско живописот, на вистина, како што напомена преска, мислам, земјата крие све, но и вистина, она што е скрино секогаш, кога тогаш излегува на виделина. Мора да нагласиме, ќе го гледате потоа и олтарниот простор, во централниот дел сочувана е до половина композицијата поклонување на агнец или литургиска служба на светите архиереи. Во средината е насликан Исус Христос, но интересно е овде како голем човек, не како бебе, не како дете, а од страните се до полусочувани фигури на најголемите богословски умови. Од едната страна, иако се уништени, ние според црковните канони би требало да ги препознаеме ликовите од Јован Златоус, Василije Велики и од Григорije Богослов и Атанасije Александриски. Значи, како што напомена, Исус Христос е легнат, значи како не како дете, туку како голем човек, легнат е на честната трпеза која е цветно орнаментирана. Ваков податок, знаеме дека од 14-тиот век во олтарниот простор на ова композиција поклонување на агнец, Исус Христос се слика како дете и во чаша, или легна трпеза, но како бебе мало, уште кога се родил, а овде за прв пат ни дава за право затоа да сметаме дека навистина ова композиција е стара. Како дојдоме до хронолошката граница и до датирањето на овој живопис? Исто така ни помогна во олтарниот простор при археолошките истражувања се откри мермерен иконостас, иако фрагментарно сочуван, значи од мермер, а мермерните иконостаси се све до 13-тиот век, почеток на 14-ти, потоа започнуваат во цркви да се градат дрвени иконостаси. Значи, овде поради ова и поради ликот на Исус Христос, што е на честната трпеза во центарот на олтарниот простор, во конката, сме на мислење дека се работи за живопис од 12-тиот век, 12 или 13 век, значи овој живопис и оваа црква е постара од Богородица Привлета, која знаете е граден 1295 година, или од Свети Јован Богослов, од Свети Јован Богослов Канео 1280. Значи ова е важна затоа што е поврзуваме и со најстариот представен лик на Исус Христос во оваа големина во црквата Свети Ѓорги од Курбина од 1191 година. Значи ова е втор пример на прикажување на Исус Христос. Зошто рекој е важна и ова средновековна црква?
Досега во науката се мислеше дека во Охрид се градале, нали знаете од времето на Климента, имаме триконхални цркви во вид на тројствена делина, потоа доаѓа катедралната црква Света Софија, нали знаете дека е градена од времето на Лав од 1037-1056, а знаете дека од нивната јужна страна на Света Софија во 2004 година не да се пофалам, зборував на еден симпозиум, е откриен патриаршискиот Самуилов храм јужно од Света Софија, значи се открија делови од тој велелепен храм што сегде во изворите се споменува, но за жал поради недостиг на финансиски средства, тоа мислам во подобри времиња ќе се истражи. Значи, овој, како се вика, овој црковен храм од 12-тиот век, а тоа ни потврдуваат, се извинувам, и монетите 30 парчина, од кои најпоќе доминира венецијанските монети од 12-13 век. Ова го потврдува фактот дека до се во науката се мислеше дека после Света Софија, нали знаеме после Лав 1056-65 година доаѓа Теодул, значи тој е прва половина на 11 век и тој изградил во изворите постоја дека изградил големата горна црква заедно со охриджанецот Јован Анџо или Банџо. Но ден денеска не се откриени остатоците, макар што почитуваните Цветан Грозданов и Борис Чипан зборуваат дека таа црква се наоѓаат под Перивлепта и потоа досна поминали 200 и нешто години изградиле црквата Богородица Перивлепта 1295. Но со последните археолошки скопини кои се и со конзервација на живописот и фреските во Перивлепта во 2008, 2009, 2010 се вршеа сондажни истражувања археолошки и не се открива доста споменик на културата, тоест не е поставена Перивлепта на друга црква, туку доста беше директно темелите во внатрешноста беа поставени на карпа, на стена. Значи се потврдува фактот на наше мислење кое заедно го застапуваме со Димче Коцо, почитуваен од мој професор, кој тврдиме дека Теодоловата велика голема црква се наоѓала под темелите на Свети Враче Голем, затоа што во црква во Охрид постојат две цркви Свети Врачи, една од 14 век, една од 19. Но ова е зошто големи Свети Врачи, тоа е големи затоа што била постоела и порано бил голем Свети Враче. Да не должиме. Значи, споната помеѓу конкретно да кажам помеѓу 11-тиот и 13-тиот век, како што реков во науката се мислеше дека постоела една празнина, значи од 11 директно скокаат тие на Перивлепта или на Свети Јован Богослов Кано 1280 или 295, но со ова се докажа и во науката уште ова се извинам да кажам дека таа теза застапува и Цветан и Чипан, зборува дека во времето на комнените, тие се до 1180 година, немало никој градежни активности во Охрид. Но еве сега не да ги побиваме почитуваните професори и големи научници, но ете се откри, значи Охрид што викаме крие многу цркви, кои што викаме 365 дена, 365 цркви, значи со ова се потврди фактот дека и во Охрид и во тој период, значи од Света Софија до времето на владење на србите до 1360-70 година се имало континуирано сликарство, а тоа го потврдува и фактот затоа што не само оваа црква која е спорна од 11 до 13 век, туку и на Плаушникова се ископаваше, се открија делови од 12 век, значи фреско живопис од 12, а исто така тоа е ретко презентирана представа, може би единствена на Балконот и пошироко светска представа во Џакониконот на Света Софија, во горниот спрат, денеска во галерија не се гледа, е представено мачеништото на сите 12 апостоли. И тие потекнуваат 12 век, значи во Охрид зографската, градбената, архитектонската активност не се запира, значи започнувајќи еден континуитет има од признавање на христијанството 4 век, нали во Сердика на првиот собор 325 година се именуваат Охридскиот архиепископ, тие се Зосима, Антонije, Лаврентije, значи континуитетот на Охрид трае све до 1767 кога ја укинува насилно Охридската архиепископија. За жал мора да нагласиме дека со укинување на Охридската архиепископија фанариотите грците ги направиле неголемите зулуми во историјата на словенскиот свет, на македонскиот свет, затоа што ги уништиле сите ракописи, сите цркви и од тогаш настанува еден мрак кој е благодарение на обновувањето на Охридската архиепископија 1967 година, значи после 300 години,
еве и благодарение на Министерството за култура да нагласам, благодарение на управата за културно наследство на челото за Паско Кузман, благодарение на луѓето што има разбирање, еве можам слободно да кажам дека ќе бидам скромен можеби, а можда и нескромно ќе делувам. Еве ние мислам смогнаме сили и снага, не само што направиме само една монографија за оваа црква што заслужува големо внимание на балканските простори пошироко, ами ете направиме еден изложбен простор кој навистина ќе плени со својата содржина, затоа што јас мислам да бидам можеби нескромно ќе делува. Досега во Македонија или на балканските простори не е вака представена, би рекол изложба на отворено, започнувајќи целосна изложба, значи започнувајќи представени се како што гледате 9 панова со почетокот на првите археолошки скопини све до нивната заштита конзервација. И јас пред се како раководител на овој проект би дал благодарност на повеќе луѓе овде, но за тоа потом ќе каже мојот драг и уважен колега Горан Паче, кој беше автор на оваа изложба со неговата екипа. Јас би укажал само овде навистина имињата на Ице Петковски Ристе, кој многу помогна за доизградување и уредување на околниот простор, потоа луѓето кои направува прекрасна ограда, Митко, заверувачот би го нарекол, и последно ќе му дам благодарност и на Климен Аноски, кој ги направи овие, би рекол, табли или патокази во резба, кои навистина го красат овој изложбен простор. Овде се работи за овој олтарен простор, каде што е представен во средината Исус Христос легна на честната трпеза, но интересно и ова цветна декорација на чаша во на кој лежи. Ево гледате дека тој не е представен како бебе, туку како дете, туку тој е како момче, голем човек, гледате неговата представа, и на основу тоа заклучуваме дека се работи навистина за капитален објект од капитално значење, затоа што вакви представи на Исус Христос досега во Охрид и Охридско не е откриен, значи компарација правиме со Ѓорѓе од Курбиново 1191 година, и овој е втор наш пример по старост. Од двете страни на Исус Христос или агнецот, јагнето, му се поклонуваат, овие фрагментарно сочувани, значи овде се, како што напомена во каноните црковни, од двете страни му се поклонува Јован Златоус, потоа од другата страна Свети Василije Велики и Свети Григорije и Атанасije Александрски. Иако да нагласиме, иако е уништен фреско живописот, навистина доаѓаме до сензационни откритија, анализата што ја правиме, потоа боите на овој фреско живопис навистина скокнува од византиското иконографско представување. Овде, значи, како што реков, оваа црква посветена на 40 севастатски меченици представува алка или спона помеѓу сликарството од 11 век, фактички од кадралната црква Света Софија, па до 13 век или конкретно до Богородица